Денешното признание на обвинетиот покажа дека насилството никогаш не останува сокриено и никогаш не смее да остане неказнето. Насилството не е начин да се решаваат проблемите и заради тоа одговорност за насилството мора да има. Меѓутоа, денешните настани во судницата покажаа и на еден кукавичлук кој што секој ден станува поевидентен. Луѓето кои што ги организирале обвинетите, луѓето кои им ги отворија вратите на обвинетите, луѓето кои го мотивираа насилството, денеска ги нема нигде. Денеска се кријат и оставаат извршителите да ја носат на свој товар и нивната вина. Се разбира дека беше страшен крајниот коментар дека практично сакале да ни помогнат. Јас не му посакувам никому во Република Македонија, надвор од Република Македонија, некој да се труди да му помогне на овој начин. Меѓутоа, велам, насилството денеска со обвинението, со признавањето на обвинувањето на вината, покажа дека нема да може да се скрие и дека одговорност ќе мора да има. Јас се надевам и апелирам таа одговорност да ги содржи и сите оние кои го организираа, инспирираа, кои што допринесоа да дојдеме во ситуација да се бориме за својот живот со луѓе кои имаат можеби делумна свесност за своите постапки, меѓутоа кои денеска сакаат да бегаат од одговорноста. Сликите кои што ја обиколија Македонија, сликите кои што го обиколија светот, покажаа што беше намерата. Намерата беше со насилство да се смени следот на настаните во државата. Целта беше некој да биде убиен, целта беше некој да биде повреден и целта беше некој само да си ја спаси слободата после многу направен криминал. Не им успеа и мислам дека и нивното бегање од одговорност нема да им успее. Колку вочно така барате пред денешното? Не сум во судницава и не го водам овој процес кој е тежок и за нас заради одмазда, туку заради правда. И заради тоа очекувам праведни пресуди. Ова е само еден дел од случаите кои треба да испратат порака против 27 април, а целта не ми е да добијам оштета. Целта ми е во Македонија да се знае дека ова насилство не сме да биде дел од нашиот секојдневен живот, ниту од нашиот политички живот. Се надевам дека судот ќе донесе таква казна со која што ќе испрати истата порака и затоа во меѓувреме не размислувам на оваа тема. Коментар на коментарот на еден од оние кои се посочени како предводници на тој влез во собранието Игор Јук, дека ако сакал да ве убие, можел да ве убие? Толку изјави, лаги, различни тези беа кажани, немам намера да трчам по нивните изјави. Оној напад на кој што бевме сите ние изложени, оние повреди кои што сите ние ги имаме, не зборуваат за нежен пристап. Јас се радувам што денеска немаше потреба јас да сведочам, заради тоа што кога ќе си ја погледнам сликата од расцепената глава, за која не е одговорен овој обвинет, туку некој друг, прашање било само на момент, на сила и на место, дали ќе сум преживеела или не. Затоа овие приказни за мали деца нека ги кажуваат на друг.